Koji me vodi, zaradi imето Tvoje, Tatko moj, te ljubam, milu Isuse. Ne se plašam od zlo, Ti si so mene, milu Isuse, Tvoje čezo spokoj mi dava, živa voda po utrobama. Ne se plašam od zlo, Ti si so mene, milu. Slava Ti, Gospodи Isuse Hriste. Tatko, во името на Твојот Син Исус и денеска, исполни ги овие слова со Твојата љубов, со Твојот мир, со Твојата сила, нека ги допре, нека ги жегне сите оние кои се бедни за дух, жедни за дух, блажени се бедните по дух, кои имаат потреба од духовна храна. Зашто човек не се храни само од леп, туку од секој збор од устата на Бога. Утрево бев по габи, знаете, во шумата. Молејќи се да ми намножи пократка прошетка. Наполнив. Ми наполни, мера полна. Со каква мерка мерите, со таква ќе ви се измери. Зборуваме за комплетно соединување со Исус. За живо христијанство. Не за теорија. Не за литературен клуб, не за планинарско друштво да се качуваш таму негде по стиховите. Не за фрлање на камења, да се мавате со стиховите. Зборуваме за претопување. Претопување, татко, зборува и денеска низ мене во љубовта. Основен принцип на христијанството е да му дозволиш тој да зборува низ тебе, да му дозволиш тој да те учи, да му ја дадеш собственоста. Значи ти од себе собственик, сатански собственик, кој што имаш малку време, Адамов потомок изгонет од рајот, имаш малку време на милост на земјата да повикаш кон Исуса Христа за да се соединиш со Него. Значи да се соединиш во свет брак. Свет брак, небесен татко, и душа од земјата. Да се врати во царството на небесата. Татко, погрешив пред тебе и пред небото. Видете, да му дозволиш тој да мисли шлемот на спасението. Секоја мисла да е покорна на Исус. Да тој да зборува. Тој да ги врши делата. Исус, да му дозволиш на Исус да живее во твоето срце, тоа е реална состојба. Не е теорија. Не е поезија, не е есеи. Луѓето бескрено се молат. Знаете, ти се молиш, тоа е едно да се молиш, тоа е повик за помош. Друго е да го земеш мечот на духот, да исчекориш и да заповедуваш. Бидејќи Исус им вели во 10 глава, ово е важен момент, ви ја давам власта, пазете, тој ви дава власт, мораш да му ја дадеш ти власта, ако не ја проведуваш таа власт, ти си изгубен, не се бориш, ти ќе изгинеш човеку. Не плашете се од оние што ви го убиваат телот, душата не можат да ја убијат. Видете, им даде власт, ги повика своите ученици, Матеј 10:1, над нечистите духови. Што е тоа? Па сето она што тебе ти доаѓа. Значи ти немаш ништо свое, ти треба да се вратиш во негова собственост. Зошто немаш? Па ти си кал земна, пишано е овде. Во кој е дувнат дух животен во лицето и си станал жива душа. Имаш душа, имаш дух, имаш тело во Солуњаните, како што е објаснето. Тоа е твојата природа, имаш малку време на земјата, бидејќи си паднат, што бараш на земјата, ако твојот татко е на небесата, да се вратиш горе, да го направиш тој чекор, таа преградка, тој свет цели во Исуса, да останеш во царскиот закон на љубовта, да им простиш на сите, да ги љубиш сите. Како? Па побарај помош од Исуса. Никога да не осудиш, да ја прифатиш Божјата волја во твојот живот. Ете тоа е тоа, да ја исполнуваш неговата волја. Знаете, луѓето со својата волја, со своји мисли, ти немаш своји мисли, тоа се сатански мисли, спротиставен на Бог, Сатана. Ти мислиш ова, ти мислиш тоа, тој другиот мисли она, мисли тоа и потоа доаѓа до судири, постојани војни, омраза, се расширува омразата, наместо да ја расплодиш љубовта. Затоа е важно кој е твојот учител.
Ние гледаме, тоа е апсурд на учењето, на лажно учење, на сатанско, таткото на лагата е сатаната. Македонија, например, како пример, земја, Македонец запишано во Светото писмо. Денеска во 21. век се врши страшен притисок да се избришеме самите себе. Имаш народ, например, од другата страна на Пирин Парина го научиле бугарскиов, тие се христијани како. Няма македонци, нема македонци, они се македонци. Бугарите се македонци. Од друга страна грците, охи македонци, ние сме македонци. Тие ги убедија дека луѓето што се бегалци, маџирите од Мала Азија, што избега од грчко-турската војна, тие се македонци. Видете, албанците сега имат друга теорија, дека ова е нивна земја, они се македонци. Ние сме дошли, сме ги уништиле нивната култура. И видите, друга теза имаш заменување на името, да се преименуваш ти. Господ ви дал едно име, а вие од него правите друго. И тој ти дава име на бело камче. Син Божiji. Ти стануваш син човечки, си даваш своји имиња. Ти си славиш одредени празници, си правиш идолопоклонство. Ние денеска гледаме дека сака да се внесе во законот, да се озакони педофилија, телесни блудства, она што е опишано во Содома и Гомора и праведниот Лот. И големата христијанска заедница, скоро сите христијански заедници, дури и муслиманите даваат подршка, дека тоа е сатанско. Но пазете, едно е тоа, ти дали имаш сила да го спроведеш тоа. Само со Исус може да се победи сатаната. Вие сте бесплодни, немате сила. Вие сте дел од тоа ткиво. Ако ти правиш идолопоклонство и наместо Исуса, бидејќи немаш дух, кога ќе дојде духот Исус, ќе го славиш. Кога ќе дојде духот, ти ќе викаш само Господ Исусе Христе, ти не викаш славиш се и се што си раскажуваш своји приказни. Другите велат Господ нема син, кој не го знае синот, не го знае ни отецот, третите се занимаваат со нешто друго, со техники. Собираш богатство на земјата. И затоа нема христијани. Тие само се именуваат така, си ја поделиле црквата, а немаат сила. Значи ви давам власт, немаат власт над нечистите духови да ги изгонуваат и да лекуваат секаква болест и секаква немоќ. Па дури тие велат нема изгонување демони, нема тоа било тогаш. Видете, кога ти го проповедаш Евангелието, секогаш има знаци и чудеса, отчитување, потврдување на Словото. Кај нас сега повторно се развива една молитвена служба, исцелителна. Молитви за ослободување и крштевање во оган. Секој мора да помине. Луѓето не сакаат да поминат и си седат во старата природа, дреме во заедницата, не сака да се промени, си рецитира стихови, си пее песмички. Не дава ништо, ни материјално, ни духовно. Си се држи до себе си, а тој ти вели остави се земно. И затоа учењето е мораш да застанеш пред Исус. Како ќе застанеш? Како ќе застанеш? Одете и проповедувајте го, ако не знаеш каде е Исус, мораш да застанеш пред старешина на Исус, пред некој што го испратил, како Филип, самаријанинот, односно египјанецот, феникјанецот кој застана, евнухот. Пред Филип го чита Словото и тој, пазите го, тој момент е важен, го чита Словото, се поклони, дојде од Египет во Израел, значи духовен пат. И Филип го прашува, го разбираш ли тоа што го читаш? Тој го чита Исаија. Она сцена кога зборуват, беше распнат, беше мачен, беше ова, мислевме дека Господ го казнува, како кротко јагне. Вика, како да разберам? Како да разберам евнухот ако некој не ми објасни? Дека мораш да имаш некој да ти објасни. А вие си објаснувате со телесен ум, изопачен ум, сатански ум. Значи два ума има. Тоа што си ти, сатански ум, и сите други подврсти. И он да зборува и да мисли како што беше во случајот со Исус, друг пат нема. Така да сето тоа, болни лекувајте, лепрозни очистувајте, мртви воскреснувајте, демони изгонувајте, бесплатно добивте, бесплатно давајте. Одите и проповедајте дека се приближи Царството Небесно. Тоа е заповед. А тие после велат нема исцелување. И сега доаѓаме до некои текстови кои слегуваат, денеска бев погаби, но сакам да го снимам ова, бидејќи полна радост примам кога се зборува ова. Фала му на Бога, го отворил да се слуша на една телевизија, две радија, на YouTube канал. Знаете, и на
поставки и снимки во живо, а сведоштвото е тоа. Ти треба да одиш и да сведочиш, да бидеш Исусов сведок, тие се Јеховин сведок, дека Бог, Таткото ни дарува живот вечен. Луѓето сакаат овде да бидат вечни на земјата. Тој живот, здифи се, е во неговиот син. И ние ќе дојдеме до тоа, кој го има синот Божи, значи тие држат една голем митинг, физичко движење против Содома и Гомора. Владата во Република Македонија, потполно поклонета на сатаната, на Језевула од Скопската тумба. Значи се поклонуваат, сите заедници евангелските дадоа придржба, но за жал, ако го немате Исус, вие сте бесилни да го спречите тоа. Кој го има Синот Божи, тој го има тој живот. Кој го нема Синот Божи, го нема тој живот. Мирни 1 Јован 5, 11-12, да го имаш Синот Божи во срцето, да живее во тебе, Он да зборува, Он да ги врши, Он да ги врши делата, кучињата лаат, Евангелието си врви, Он да ги врши делата. И уште едно, Отецот знае кои луѓе се негови. Дали си ти негов, значи припадно, значи негов роднина, негово чедо, негово дете, Син Божи, слава ти Господи Исусе Христе, кого го води, учи, обликува, му дава сила Духот Божи. Дали си вистински негов собственост, но ако сите пророкуваат, а дојде некој човек, прост или неверник, него сите ќе го изобличат и сите ќе го осудат, така што тајните осуда и изобличување на зло на срцето, царски закон на љубовта ќе му се откријат и тој откако падне на колена и му се поклони на Бог. Каде? Пред старешината и пред заедницата. Да паднеш на колена и да му се поклониш на Бог и ќе рече на вистина, со вас е Бог. Со вас. Ние сме со Него, во еден дух, му се поклонуваме во дух и вистина. Тешко го разбираат ова. Така да подучени големата црква, другите ги обвинува за секташтво. А тие се толку далеко од Исусовата љубов. Тие слават се и се што од македонската неолитска и античка култура народна, кога се барал Бог, кога има некои проблеснувања. И ќе рече, на вистина со вас е Бог. 1 Коринтијаните 13:26. Мораш да се поклониш на заедницата, односно на старешината, бидејќи јас не сум достоен да се нарекувам било што, да речам одговорен старешина. Тој што се грижи за луѓето што влегуваат и излегуваат, и сега им поставувам услов, секој што ќе дојде мора да помине низ молитва за осветување, молитва за прочистување, низ водна бања во Словото, за ослободување, да разбере што значи да му се предадеш на Исус со сила и со збор. Значи, со црква, старешина, молитвена група е Бог Отецот. Таму каде што одиш, ако не е, тоа е земна, телесна црква без дух. И ништо не се променува, освен што знаеш за Исус, а ти не можеш да се промениш. Него живееш Исус. Поучен си во крив дух. И тие зборуваат, ние сме овде е Исус, тука е, таму е, нема Исус, славите некој друг, немате сила, немате дух и борбата ви е јалова. Вие не знаете дека сте дел од тоа телесно, паднато, сатанско ткиво. А не е можно Словото Божјо да изневерило, бидејќи не се Израел, сите оние што се Израел, првата црква, Римјаните 9:6. Не се сите христијани што велат дека се христијани,
Па еве грците, бугарите, србите, украинците, русите се христијани, ајде да речем и американците. И се тепаат, војуваат, а Исус вели, борбата е моја, не е ваша. Знаете, и израелците не се христијани. Се зборува за соединување во едно тело и дух со Отецот Исус. Соединување, претопување, препуштање, поточно тие да пребиваат, да живеат вистински во моето, во твоето срце. Односно, не чедата на телото се чеда Божји, телесни чеда. Чедата на ветувањето ќе се признаат како потомци. Значи си поверувал, веруваш и не го изневеруваш, уверен си, ветувањето во кое поверува, верува и живее. И живееш. Оживеан Син Божи, не си мртовец кој ги погребува своите мртовци. Поверува е прв чекор. Верува е следен чекор. И последен од телесен во духовен, од свој во Исусов е увереност, потполна предаденост. Треба да се вооружиме со вера и љубов. Тие да ни бидат како штитник на градите. Треба да се вооружиме со увереност, поверува и верува во арматура на љубовта, да не падне куќата, да биде изградена на камен, темелник Исуса, дека ќе бидеме спасени. И тоа да ни биде како шлем на главата, значи да не мислиш со своја глава. Луѓето полна уста зборува за Исус, за сведоштво, а тој не сведочи. Зборува за сведоштво, да се молиме, да се љубиме, а таа не љуби. Зборува за не знам што како треба, а таа не сака да сведочи. Не смее. Пазете 1 Солуњаните 5:8. А не е можно Словото Божјо да изневерило, бидејќи не се Израел. Сите оние што се Израел, Римјаните 9:6, се враќаме повторно на ова. Ти си тој што изневеруваш и излегуваш од вера, влегуваш во невера. Кој е тој што те тера? Друг препев вели, не е вистински евреин секој што е по потекло од евреин. Не е вистински македонец секој што е македонец. Евреин, син човечки, кој има завет со Бог таткото, но тоа не е еднаш за секогаш. Секој самиот треба да го земе својот крст и да тргне по тесната патека кон Исуса Христа. Без обврски, без менување, без умирање и ново редение нема христијанин. Ти доаѓаш овде, си се исцелил, потоа плукна во стариот бунар. Ти исплука си замина, не те интересира. Пази, немаш време со срцето духовно, ни материјално да изреш 5 лепти како вдовицата ќе дадам во заедницата. Не мора да даваш ако не ти дава срцето. Подобро да не даваш. Бог го љуби оној што од срце дава. Еве стихови, само тие што се раководат според Божиот дух, ги раководи тој, се Божји деца. Божји деца. Сите сме деца на небесен татко, Римјаните 8:14, друг препев, сите што се управуваат по Духот Божји се синови Божји. Ама ти мислиш со своја глава, не си му предал и мислиш дека така си управуваш по свој, дека Исус е твој. Тука е заблудата на сатаната. Затоа има старешина да те укори. Раководството и управувањето е од Духот. Не е од нас самите. Кој мене ме води? Битен момент. Самиот си се водам. Тој е духот на непослушноста, духот на овој свет, телесен дух, бидејќи ако живеете по телото, ќе умрете, веќе сте умрени, но ако преку духот ги умртвувате делата на телото,
ке бидете живи. Со духот ги умртвуваш. Значи, тој треба да те води. Римјаните 8.13, друг препев, ако дозволите грешната телесна природа да ве води, ке умрете. Уште понатаму, но вие не се раководите според телесната природа, туку според водството на духот, ако во вас на вистина живее Божиот дух. Ако во вас на вистина живее Исус, Он ги врши делата и зборува. Ако некој го нема духот на Христос, таквиот човек воопшто не е христијанин. Римјаните 8.9, друг препев, вие живеете не по тело, туку по дух. Христијанството е духовна врска. Само тогаш, ако Духот Божји живее во вас. Ете, тоа е како Духот да живее. А ти не сакаш наједноставни работи да промениш. Ако пак некој нема Дух Христов, тој не е негов. Зато битката им е јалова. Гледаш по постапките. Гледаш по постапките како се однесува, дали имаат сила, дали има плодови. Но ако духот на оној кој го воскресна Исус од мртвите живее во вас, тогаш оној кој го воскресна таткото Христос од мртвите, ке ги оживотвори и вашите смртни тела преку својот дух кој живее во вас. Духот оживува. Луѓето мислат дека имаат дух, се живее по старо, не сака да се предаде во собственост. Ако на вистина Божиот дух кој го воскресна Исуса сега живее во вас, тогаш тој дух ќе ги оживее и вашите смртни тела онака како што го воскресна Исус Христос од мртвите. Духот оживува. Духот оживува, телото ништо не помага. Јован, самиот Божји дух заедно со нашиот дух вдахнат не уверува дека ние на вистина сме чеда Божји. 8.16. Самиот дух ми сведочи на нашиот дух дека ние сме чеда Божји. Ете, тоа е целата суштина. Татко, не зборуваме за Бог, и деца на земјата, се враќаш кај Него, се покоруваш, се предаваш, му враќаш во собственост, како што јас ја враќам Македонија во Негова собственост. И потоа тој ќе те води, чекор по чекор. Како да постапам, кога ќе има некоја ситуација, не постапуваш од себе си, чекаш водство, помогни ми Исусе, како да го решам овој проблем, кога си болен, исто така чекаш водство, не трчаш по доктори. Ако имаш вера, имаме ние примери во заедницата. И потоа ќе му ја дадеш ти власта врз себе. И тој ќе дојде на тронот на твојот живот. И ќе ја примиш неговата сила и власт да газиш на змии и на скорпии, лав и змеи да убиваш. И отровно да испиеш нешто, нема ништо да ти стане. Мртви да воскреснуваш, лепрозни да очистуваш. Се можеш со Исуса Христа. Се е можно. Се. За оној што верува. Тоа значи, останувам во верата, што и да се случи. Јас сум се стегнал со појасот на вистината. Видите, кога дам погаби, ставам појас, кавам каиш, појас на вистината, се стегам, да некој се испотам, да можам да се движам по шумата. Сега ме прашува еден, дали се плашиш од животни? Па видете, животните се дадени, пишано е овде, да му служат на човекот. Зашто јас да се плашам, ако во мене живее семокниот Бог? Те сакам, Господи Исусе Христе. Така да ние имаме сега еден цел серијал, се отвара работа, ослободување, молитви за ослободување, одврзување од сатански, демонски состојби, од небиблиски завети, од проклетства и магии, исцелување, примање на Духот Свети, да разберете вистина со срцето, што значи да се биде син Божји, да работиш за Царството Божјо, да го љубиш Исуса Христа. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Христосе. За секогаш Исус
нас секаде Исус, во секого Исус. Амин, до Божиот царство небесно. Амин. Господ е пастир мој, ништо не ми недостасува. Он ме пасе на плодни пасишта, на тивки води ме води. Ја крепи душата моја, по пат на правда тој ме води. Заради името Твое, татко мој, те љубам, мил Исусе. Не се плашам од зло, Ти си со мене, мил Исусе. Твојот жезл спокој ми дава, жива вода во утробава. Не се плашам од зло, Ти си со мене,